Проширена истрагата за трагедијата во Кочани со 19 нови лица, информираше обвинителството. Тие биле повикани на информативен разговор и поголемиот дел од нив се поранешни функционери и челници на институции. Тие се сомничат за тешки дела против општата сигурност. Меѓу новите осомничени се овластени градежни инспектори во општина Кочани, директори и генерален инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување, министри за економија, државни секретари и други службени лица од тоа министерство, како и инспектори од државниот пазарен инспекторат. Постојат сомненија дека нивните незаконити действија и пропусти во континуитет довеле до тоа кабаре Клуб Пулс во Кочани од самиот почеток во подолг временски период па се до настанување на пожарот да продолжи да врши угостителска дејност без воопшто да исполнува законски услови за тоа. Полицијата ги повикала министрите за економија од 2012 година па навака со исклучок на актуелниот министер Бесар Дурмиши, како и претходникот Крешник Бектеши, на кого му е одреден притвор. Меѓу нив е Дритон Кучи, кој се уште е актуелен амбасадор на земјава во Норвешка и напиша дека дознал од семејството дека бил побаран од полицијата. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје, не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Другите двајца поранешни министри се Валјан Сарачини и Беким Незири. Дел од медиумите пишуваат дека полицијата ги повикала и новоименуваниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Джеват Селјами, но и оние кои претходно биле на позицијата Аднан Джафировски и Шабан Селију, кој сега е министер без ресор. Истрагата го опфатила и екс-директорот на пазарниот инспекторат Виктор Дерменџиев. Досега за трагедијата во Кочани се осомничени 45 физички и 3 правни лица, меѓу нив се градоначалници на Кочани, екс-директорот на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и пазарни инспектори, 7 на полицајци, лица од дискотеката и обезбедувањето. Во притвор и поранешниот државен секретар Размена Цекич и други вработени во Министерството за економија.